Благодарам, заменик председателки, почитувани колеги, почитувана јавност. Ако пред мене колешката се запраша дали некој ве мести, јас сум сигурен дека некој ги мести пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, но јас нема да бидам циничен, бидејќи не ми е таков стилот како на најверојатно прво подпишаниот на амандманот и идејниот креатор на овој амандман. Ете неколку реченици, вели: унапредување на деловните активности со цел средствата да се насочат таму каде што се создава структурен ефект врз економијата, наместо тековна потрошувачка без смерлив развоен исход врз стопанството, средствата се насочуваат кон активности што ја зајакнуваат страната на понудата, односно ќе доведат до подобро деловно опкружување. И замислете, СДСМ за ова бара 10 милиони денари. 10 милиони денари за една ваква ставка. И ова не би било толку трагично, доколку вчера во текот на денот не излезе соопштението од Европската комисија, односно еден документ кој што се нарекува есенска економска прогноза за 2025 година, каде што сето ова кое што СДСМ го напишало во амандманот го оценува супер позитивно. Сега која е разликата? Разликата во тоа што тој кој што е првопотпишан и идеен креатор на овој амандман, кога беше вице-премиер, ни делеше совети од нутриционизам и ја прошируваше даночната база, и тоа на прехранбени производи, а сега ние во овој документ кој што сега можеме да го анализираме, сите оние работи кои што СДСМ ги бара во амандманот и за кои што бара, замислете, 10 милиони денари, ги има содржано. Прво, укажува на тоа дека капиталните инвестиции се мотор на растот на бруто домашниот производ, оние на коридорот 8 и 10D, бидејќи започнале да се реализираат во 2025 година. Претходно имавме само едно отпочнување на работите на терен, кога фамозно Артен Груби го стисна динамитот и кога, ете така, во негов својствен стил ги пресоблекуваше министрите од владата на пресконференции, симнувајќи машни и од него и од другите, и ништо не се направи. И освен тоа што Социјалдемократскиот сојуз на некаков начин успеа да ги извлече тие пари од државниот буџет преку анекси да ги префали, ништо друго не видовме. Тоа е една работа. Втората работа, во овој амандман велат деловното подобрување, тие ќе го подобреле деловното подобрување, а тој кој што го напише овој амандман, тука ни објаснуваше дека ќе сме се економски задолжеле под некое робство кон Република Унгарија и ете го шамарот вчера во текот на денот, вели субвенционираното подобрување на амбиентот преку субвенционираното финансирање преку заеми од Унгарија. Не мора тој човек на мене да ми верува, ете, доаѓа од Европската комисија, заради тоа што па токму во текот на вчерашниот ден, тука од оваа говорница, лидерот на СДСМ Венко Филипче, буквално како да гребеше по говорницата, барајќи уште еден услов да ни стават. Уште еден услов да ни стават за членство до Европска унија, па не барене убедуваше дека ова што го имаме само треба да го прифатиме, дајте уште некој услов, па така да истиот оној Филипче кој што во текот на денот тука не убедуваше дека имаме најкатастрофален европски извештај, лага, истиот ден уште еден демант. Затоа што вие така ја разбирате политиката, вие не ја разбирате политиката да излезете и нешто да направите за народот. Ке сте намалували од спортистите, гледајте ги амандманите, ќе ви стане јасно. Јас би сакал оваа амандманска расправа, ако може еден месец да трае за амандман по амандман, вака да ви ги сецираме и да ги видат луѓето кои се вашите намери. Заради тоа што па ние не треба никаква кампања да водиме со ниту една политичка партија, бидејќи доволно е да се постави прашањето што другите имаат направено за овој народ. Апсолутно ништо. Ајде да идеме малку подолу. Вели, растот на потрошувачката на домаќинствата се зголеми по слабите перформанси во 2024 година, поддржан од зголемувањето на реалните расположливи приходи, поттикнати од силниот раст на пензиите и на платите. 10 милиони СДСМ бара за тоа, еве од Европската комисија што кажуваат. Дека, да, точно е, се зголеми приватната потрошувачка, затоа што и платите и пензиите пораснаа. Пензиите пораснаа за 7.000 денари линеарно за секој пензионер, оние 338.000, а платата порасна за 10,5% нето исплатената плата, овде зборам за сите вработени, само за една година владење на ВМРО ДПМН. Понатаму, кога ќе отидете на втората страна, вели инфлацијата ќе се намали заради тоа што Централната банка има политика која што е
прилично квалитетна во таа насока и вели Европската комисија посочува дека во првите 9 месеци од годината е регистрирано силно зголемување на даночните приходи, поради што кога било претходното пролетно проектирање на економијата, тие ги подобриле и своите проекции. Ета така се води економија и ета така Европската комисија ги потврдува добрите економски политики кои што ние ги водиме. Од луѓе кои што 7 години ја управуваа од оваа држава, која што ја задолжија 100% отколку што го начекаа јавниот долг, од што ги задолжија нашите граѓани колку сите влади претходно, кои што немаат ниту една шајка заковано на теренот и апсолутно ништо немаат направено, вие да добивате вакви амандмани, во насока е повторно кон она што почнав сериозно да го мислам од оваа расправа, дека овие луѓе не само што го имаат изгубено допирот со реалноста, туку сериозно го навредуваат нашиот народ. Дека ова подценување и оваа некоја своевидна омраза кон сопствениот народ, мислејќи дека ако не се тие секогаш носи погрешна одлука, доведува до вакви амандмани. Овој амандман ќе биде одбиен. За среќа, бидејќи мнозинството повеќе не е во ваши раци. А тоа што е за несреќа е што повторно тие лица пледираат да креираат вакви политики. Јас разбирам дека хартија трпи се и дека секој кој што учествува во политичкиот маневар сака да добие неколку минути на спотлајтот, па може да кажува што сака. Да понудува какви сака решенија, какви сака закони, затоа што знае дека нема да се прифатат. Тоа што беше уште позагрижувачки, дека овие луѓе кои што се подпишани од задната страна, ова е првиот тим на претходната влада, ја управуваат државата 7 години. Ево овие луѓе, ова е топ 5. Во МБА се бираат првата петорка, еве првата петорка. Тука. Плюс двајцата златни резерви. Еве тука од позади подпишан. И овие луѓе уште 15 месеци од кога отидоа во опозиција, сега тие поднесуваат вакви амандмани, представувајќи се нели нормално како луѓе кои што се грижат за граѓаните, за стандард, за стопанството. Нешто кое што сметам дека повторно, ете ќе апелирам до сите оние кои што сметаат дека на таков начин треба да креираат политика, покажете малку повеќе почит кон сопствениот народ, немојте толку да го потценувате и ете бидете малку сериозни затоа што овој дом тоа го заслужува. Благодарам.